Утрински ринг. Тувани слушатели, се враќаме во студиото на Радио Лидер. До момент, Ивица, до момент председатели на партии не ни дошла, ама не делава Страшно Ангеловски не беше толку. Тоа партија ли е? Како не е партија, не знам да ме така, малка е прва партија, голема. Да, прва основаната партија во Македонија, но и Стефче Акимовски не бил. Да, Стефче било дека пред брифинг, пред да имаме утринска еспресо. Лјупчо Димовски не бил од социјализми, али подпредседатели, еве сега имаме од ВМРО, еве сега имаме и од СДСМ во една недела. Да. Богоев, добро утро, ти благодариме што прифати да дојдеш во нашата емисија. Ке почнеме со она што се случи вчера. Ти како бивш градоначалник на Карпош, сега не си странка во процесот, но но сепак можеш да проанализираш што се случи вчера. Вчера видовме како се распадна, односно како излезе новиот твојот наследник, новиот градоначалник на Карпош од Гром, Стефче Акимовски, и ја раскина коалицијата со ВМРО-ДПМН. Како гледаш ти на ова? Што мислиш дека се случува? Веројатно си поинформиран како бивш градоначалник од нас. Добро, фала ви на поканата. Драго ми е што сум тука. Поздрав до гледачите и слушателите. За мене некое преголемо изненадување вчерашната одлука не беше. Затоа што Јакимовски имаше едно интервју минатата недела за некој веб портал беше, не се сеќавам точно, за Инфомакс можно е. После кое што следеше и настап на советничката група на ВМРО-ДПМН. Јас бидејќи бев таму градоначалник, нели, нормално ги познавам. Интересно ми е да ги следам случувањата во таа општина отколку во било која друга, на крајот на криштата и таму живеам. И тука веќе се виде дека нешто не чини. По информациите од советниците на СДСМ, кои што се во советот, тоа да кажам некое време дури на седниците на совет се гледало, тлеело. Што се вистинските причини, претпоставувам дека добар дел од тоа што вчера се кажа се причините. Ја слушнав и на Мицковски изјавата. Не видов таму некој одговор, контраодговор, таму беше одговорот, нели, дека тој бил чудо невиден од изјавата на Јакимовски и дека доколку имало некакви индиции да се пријавеле во надлежните органи. Да, тоа е генерално полиција, обвинителство и слично. На двете страни. Меѓутоа некоја материјална да кажеме расправа или дискусија од страна на Мицковски немаше. Така да ќе оставиме да видиме што биле вистински. Кој е вашето мислење за Стефче Акимовски? Како ја води општината, каков градоначалник е? Ние и преку медиумите сме имале полемики, дебати и политички расправи, што било добро во општината, што не било. Тоа било за претходниот негов мандат и за мојот мандат, нели, тој ме критикувал често пати во рамки на моите 4 години кога бев градоначалник. Меѓутоа сега мислам дека прво за сите градоначалници горе-доле можеш да видиш во која насока фатиле. 6 месеци поминале, меѓутоа кога си градоначалник првиот работен ден ти трае неколку месеци. Додека човек види кај се наоѓа, во што се наоѓа, соработници, екипирање, предмети почнати до каде се, до што се, таму има илјадници предмети кои што претходно ги почнале, вие сте правен наследник на вашиот претходник. Додека видите што се случувало, треба време. Ама Стефче таму меѓутоа, така, он е веќе со претходно искуство, неколку мандати. Ја мислам дека више и право на собственост има кон меѓутоа, општината е во многу деликатна ситуација. И јас тука го разбирам целосно во делот на, да речеме, штедењето на електрична енергија. Мислам дека беше малце грешен потек почетокот на штедењето со гасење комплетно на уличното светло. Овој начин со секоја втора светилка ги дава истите резултати, 50% заштеда, а сепак низ текот на целата вечер имате некакво осветлување, односно логиката кажува дека 50% имате осветлување, така, но барем имате. Зошто велам тешка ситуација? Струјата на светските пазари, вклучително и тука е поскапена. Поскапена е и за општина Карпош. Некој ќе рече поскапена и за другите општини. Да, но Марко Бислимовски, председателот на регулаторната комисија за енергетика, каже една многу битна работа,
која верувам дека понатака ќе се развива. Дел од општините кои што имаат јавни предпријатија, не навлегувам сега политички, општината, бидејќи немам до крај информации кои се општини се, а знам дека има општини кои го прават. Донеле одлуки за ингеренцијата за улично осветлување и потрошувачка на електрична енергија во општина, школи и градинки да ја пренесат на јавно предпријатие, кое што е формирано од страна на општината. Зошто го направиле тоа? Законот вели дека јавно предпријатие до 50 вработени плаќа повластена цена на струја. Да се разбереме, значи таа повластена цена на струја, цена што ја има Ева на Хоум. Ние како мало предпријатие, како Радио Лидер, и нашето броило тука, во момент е затоа што сме под 50 вработени, немаме обрт од колку таму беше 2 милиони евра. Ние сме во моментот на истата таа тарифа со која се овие општини, но ова е паметен потек. Ама чекайте се. Дали знаете како се доаѓа до повластена цена на струја? Како? Некој го плаќа тоа, така разликата помеѓу реалната и повластената цена некој ја субвенционира. Граѓанинот. Некој ја плаќа. Ја плаќа државата, односно ја плаќа граѓанинот. Во овој случај ја плаќа Ева на Македонија, која потоа наплаќа од МЕПСО и од наплаќа од граѓанинот. Повластената струја паѓа на граѓанинот. Главната поента. Но таа повластена цена е, пак ќе кажам, стотици компании во Скопје и ама не плаќа Евана. Ама не следува тоа на општината на тој начин да го пренесе. Ајде се Алкалоид да ви пренесе на вас. Ти, Златев, кажа дека сте вие исполнувате критериуми и си плаќате повластена цена. Не е повластена, таа е тарифа на Ева на Ком. Тарифа на Ева на Ком, Никде не пишува дека е повластена. Која што и треба да ја плаќат. Да. Согласно сите критериуми. Да. Како сега да ви префрли на вас Железара или да ви префрли Алкалоид, надлежност на вас. И така да го изигрува законот. Ако има тој илјадници вработени, ако има обрт поголем, нема да хипотетички го зборуваме. Хипотетички го зборуваме. Овде се искористила таква можност да се изигра законот. И сега гледайте што се. Во однос на изигрување на законот. Јас реагирав чисто као вас, се јавав кај градоначалници, знаеш што ми рекоа? Пуштаме тендер, не можеме да најдеме кој да ни набави струја на пазар. Како? Не е така. Има и универзален снабдувач, не е така. Не е точно. Сега ќе кажам и друга работа. Каде е неправдата кон општини како општина Карпош? Добра. Нема јавно предпријатие. И не може по нека основа. И сега плаќа, ама чекај, да основа општина Карпош или било која што нема јавно предпријатие, за да го изигра законот и да плаќа поевтина струја. Така? Вие го оправдував тој Јакимовски во однос на струјата. Само велите дека е многу радикално. Велам и дека има нееднаквост помеѓу општините кои што сега немаат јавни предпријатија и не можат да го изигруваат на овој начин законот, а оние кои што имаат си го изигруваат и немаат проблем. Стефан, зашто не направиме тогаш системски да предложиме сите партии заедно, школиве нека бидат на таа повластена тарифа. Тоа може системски да се реши. Тоа е друго, тоа има начин каква цена се плаќа и во школи и во градинки. Проблемот е, главниот проблем е улично осветлување. Тоа е најголемиот трошок. Јасно. Тоа е најголемиот трошок. Во однос на дупот кој е причина за Кавга, правенствено нели се заратија Јакимовски и неговиот сега веќе бивш коалиционен партнер од ВМРО ДПМН околу дупот беше две причини. Дупот во Влај, мислам беше, од една страна. Таму не видов јас реакција од ВМРО ДПМН. Таму имаше реакција од зелените, од левици и од СДС. Го гледав вчера Стефче Јакимовски, он го обвинуваше Мицкоски дека отпорот во Влај го организирал Мицкоски, дури кажуваше работи дека сопругата на Мицкоски делела летоци низ Влај. Вчера го слушав човекот. Ако било тоа нешто undercover, не знам. Не, он вика дека јавно било тоа. Што се случува со тој дуб? Кој е проблемот таму? Ја пошто Влај, тоа е веројатно лево, ми кажа од мостот кај порта Влај, да. Тој дел кај порта Влај. Што се случува таму? Чекај, тоа е од Јосип Broz школата, па порта Влај, тој дуб? Јосип Broz, како се вика сега? Димо Хаџидимов. Димо Хаџидимов, да, добро. Значи, Влај се дели на Влај 1 и 2, ги дели партизанска. Да. Кога гледаш кон Ѓорче, лево на кипорта Влај, тоа е Влај 2, таму е дупот. Уставен суд таму во 2018. Тоа е киното што беше на време. Така, добро. 2018 негде го укина деталниот урбанистички план. Го укина поради некои минорни повреди на
постапка, но Уставниот суд ценел дека со тоа се ускратени права на граѓани. Колку дупови беа укинати тогаш во Карпуш? Па мислам околу 5. 5. Да. Тие се сите по иницијативи на граѓански организации обжалени пред Уставен суд или граѓани. Кои што се си советници таму, односно советнички. Да, од Зелените, да. Сега, што се случува таму? Јас го видов деталниот урбанистички план. Јас ја почнав процедурата за носење на детален урбанистички план таму по укинувањето на планот, некој период после укинувањето на планот, но не успеав ниту да стигнам до финална работна верзија за да оди на главен на совет. На јавна анкета. Не стигнав ни на јавна анкета, не на совет. Таму има неколку спорни работи. Прво, дел од граѓаните се бунат за монтажен паркинг, платформа позади порта Влај. Јас мислам дека е тоа добро решение. А околу зградите? Околу, сега ќе ви кажам. Неколку спорни точки. Ја чув дека главна спорна точка било имало некој кафич. Не, тоа е главна, меѓутоа граѓаните од Влај во нивната иницијатива, како што прочитав, спорат неколку точки. Едното е монтажната гаража позади порта Влај. Јас сум сигурен дека тоа ќе реши проблемот со паркирање. И треба да бараат да има таква. Таа е нешто налик на она кај Беверли Хилс. Добро. Пред Беверли Хилс. А кај треба горе кај нив на паркингот да биде? Не. Или не на иста площад. таква има и позади Буњаковец трговска. Така. Значи таму добивате на ист број квадратни метри дупло место за паркирање. Добро. И не е бетонско монтажна. Мислам дека тоа има одлично решение. Имаше несогласување околу црква на местото на детското инклузивно игралиште, кое што јас го направив со помош на швајцарската амбасада, и јас мислам дека нема потреба. Ако граѓани не икат да има таму верски објект, нема зошто да има. Верски објект се прави за граѓани. Ако граѓаните не икат, не треба да го има. Да. А од друга страна има темели и маркичка за црква, од другата страна во другото Влај Јакимовски на вели Самбарда. И таму е поубаво да го има. дека Карпуш била единствена општина без црква. Не. Okay. И дека тоа било срамота што нема црква у Карпуш. Преку Партизанска во Влај 1 има маркичка за црква. Дури господин Стефан и Андриј Петров на времето темели ставиле. Меѓутоа се појави некое земјиште дел приватно, тоа се решава и може да се изгради таму црква ако има донатори, ако МПТ сака. Поубаво е таму зашто таму автентично населението од Влај 1 бара. Има таму иницијативен одбор за изградба на црква. А овде не сака. Тие што сакаат, таму да не им дадеш да даеш овде кој што. И другата спорна работа беше, ќе дојам на крај на главната, беше спортското игралиште поред Вардар, било Д3, можело да се изгради еден спрат. Планерите често пати оставаат така перспективно маркичка. Кобајаги, еве тука може некојаш да се затвори, граѓаните на тоа реагираат и тоа лесно можат после анкетава во општина да го избришат и да го остават чисто отворено игралиште без опција за затворено. Ако тоа создава некој сомнеш дека некој ќе прави кафич, кафана или не знам што ќе оприсваи тоа таму. И доаѓа главниот момент, тоа е зградата предвидена на местото на киновна. За таму имаше најголеми реакции. Во претходниот детален урбанистички план беше предвидена зграда на 15 спрата. Уставен суд го укина, како што ви кажав. Тој беше во мандат на Јакимовски, донесен и укинат. И јас во мојот мандат, кога почнавме да работиме детален урбанистички план за таму, бевме на мислење радикално да ја намалиме таа зграда. Што значи тоа? Па, можеби на пола. 7 ката. 7 ката, максимум. За тоа какви беа реакциите од граѓаните? Немавме реакции затоа што не дојдовме до таков финален предлог за да дојде на јавна анкета. Значи не се ни знае како ќе реагираат. Меѓутоа, земјата е приватна, како дошол некој до таа земја не знам, приватна е. Да, инаку само овде да надополнам, од ВМРО ДПМН велат дека таа земја е сопственост на некој, уствари не е од ВМРО ДПМН, мислам дека ИРЛ беше, открија ИРЛ, колегите од ИРЛ открија дека тоа земјиште било на некоја си компанија која ја знаеме претходно од Скопје, они чистеа снег и кога не врнеш има тендер во градов, од некој близок соработник на наводно на Јакимовски, и таа компанија постојано тендер за време на Шумегов? Да. И постојано градела кога Јакимовски е градоначалник, тоа не мора да значи дека е корупција, нормално. Може би се ова се наводи. Ова се наводи. Сега ние ги соочуваме страните. Вака, тоа може да се провери во катастар. Меѓутоа,
што е битно? Битно е дека таму генералниот урбанистички план на градот Скопје предвидува домување, тоа е една работа, и втора работа, има законски одредени ограничувања дека на парцела со одредена површина во квадратни метри не можеш да ставиш куќа. Колку тоа и да звучи чудно. Ако некој има градежна парцела за каде што во општите одредби од генералниот урбанистички план, внимавајте, генералниот урбанистички план во урбанизмот е устав. Деталниот урбанистички план во урбанизмот е закон. И Так. тој мора да биде усогласен со уставот, во овој случај да биде усогласен со ГУП-от, генералниот урбанистички план. Така да таму според параметрите кои што ги има парцелата, според законски одредби од Закон за градење и Закон за урбанистичко планирање, како и според генералниот урбанистички план, треба да има намена. Не можеш едноставно да му ставиш тревник. Да. На крајот на криштата ти и да му најдеш начин да му ставиш игралиште спортско или детско, Треба да му го земјата е приватна и најверојатно тоа ќе биде најскапото парче парк у светот, кое што ќе треба да го откупиш за милиони. Меѓутоа треба да се намали објектот и да добие хумани димензии. Не е целта сега таму да направиш маркичка за зграда, собственикот да профитира екстремно, а тие околу да бидат утепани Незадоволни, да. и да се обезвредни нивниот имот. Интересен факт е што прва куќа позади таа маркичка е куќата на Христијан Мицковски. Да, на председателот на ВМРО ДПМН. Кои се причините и што се случувало во позадина, стварно не знам. Зборувам од она што јавно го знам за деталниот план и од она што го знам како реакции на граѓаните. Од Лај. Комплетно им ги оправдувам реакциите на влаевчани за инклузивното игралиште. Кога тогаш- го направивме, тоа е максимално искористено дечиња со хендикеп играат. Зашто тогаш се случи тоа? овие обвинувања што вчера ги слушнавме од Јакимовски, па тогаш можеби се и еве сега, па тогаш сопругата на господинот Мицковски стварно има право да се буни, нив им го затвараат видикот пред куќа. Пак ќе кажам, јас комплетно ги разбирам граѓаните, мислам дека на место на игралиштето на Вардар може да остане отворено игралиште без никаков проблем, да нема сомнеш. Во делот на Зградата сметате дека треба да биде намалена. Да. А зашто што мислите, зошто Јакимовски не ја прави таа зграда? Нема дошло до анкета, има анкета или уште? имаше анкета и граѓаните реагираа на анкета со анкетни листови. По закон сега општината има комисија за урбанизам која што ги разгледува анкетните листови и мора на секого поединечно да му одговори. Значи мора да му одговори, дали ќе биде позитивен, дали негативен одговор, мора да одговори. Меѓутоа сметам дека во дел треба да им се прифатат забелешките на граѓаните. Стварно, на ново детско игралиште тоа е 60.000 евро. Донација од швајцарска влада. Добро, Тоа е способено и за дечиња со Чека хендикеп. се, значи вака, затоа што да го затвориме Може со уште едно прашање Делов Карпош, извини Ивица. Што мислите, кој е во право? Мицковски и ВМРО ДПМН со нивниот начин на постапување кон Стефчо Јакимовски или Стефчо Јакимовски? И еве вашите советници што велат, дали во иднина ќе соработуваат со Јакимовски? Прво не ги знаеме сите детали. Она што го слушнав околу Кавга и притисоци за изградба на зграда од приземје 27 ката и поткровја е лицемерно да реагира ВМРО ДПМН затоа што тој детален урбанистички план е донесен од мнозинството на ВМРО ДПМН во претходниот мандат на Стефчо Јакимовски. Да, ама сега ВМРО ДПМН вика, ние сме за помништување, го гледав Роберт Велјановски, тој побара таа зграда од 25 Да се поништи тоа што они го изгласаа. Па добро сега, може луѓе да се Окей, смениле. супер, Ставовите се менуваат сега во однос на тие работи, знаете. Окей. Јас таа зграда не сум дозволил да се изгради. Така да, они сега може да зборуваат хипотетички, ќе бараме, ќе поднесеме. Ете вчера се скарале нели на седница на Совет. Да. Ја не чув дека тоа се поднело на седница на Совет од ВМРО ДПМН, може да се поднело, јас не слушнав. Меѓутоа еве да видиме на дело, нека поднесат, ќе одлучуваат советниците. Јас на дело сум покажал дека не сум дозволил тоа да се изгради. Ивица, ти као карпошенец уште едно-две прашања да го завршиме дело од Цел Карпош. батерија им, како едно-две прашања, знаеш. Ајде вака. Не, во однос на Карпош зборуваме. Па еве за Карпош, поаѓаме со главното поминаат прашање. 20 минути. Зошто Стефан Богоев не беше кандидат за градоначалник на Карпош? И сега ќе го објаснам. Значи, Карпош важи за бастион на СДСМ,
но ако ги гледаме резултатите на изборите од 90-та па навака, ситуацијата зборува дека во Карпош има едно критично расположено население кое што гласа според нивните интереси. Има тука две теории на заговор. Остави ги се теориите на заговор. Меѓутоа, СДСМ во минатото вистина приоѓало со сета сериозност со кандидатите кон Карпош и имало успех. ВМРО-ДПМН често несериозно приоѓало, односно го третирало Карпош како што третира некои рурални општини во Македонија. Меѓутоа, еве, СДСМ имаше кандидат кој што не е познат за јавноста. Душко Весковски, така беше? Да. Ние двајца немаме никакви детали околу него, неговата работа, неговиот беше лик. директор на Водовод. Ама без разлика, види, директор на Водовод и сега има директор на Водовод во ВМРО-ДПМН, не го знаеме човек. Го знаете. Не го знаеме. Не го знаеме. Добро се, Значи, беше шеф на кабинет на прашањето без разлика, шеф на кабинет. Не е јавно позната личност, Да. знаете. Едно е некој кога политички настапува, кога го гледате, а друго е кога тоа е директор. Зашто беше шокантно? Зашто Карпош после 4 години мандат, изграден лик, градоначалник, така, СДСМ оди со друг кандидат. Беше неочекувано. И не само тоа, еве сега тука сме зборувале често, сметаме дека далеку покредибилен противник и за Стефчо Јакимовски и за Оливер Зафировски ќе беше Стефан Богоев. Што се случи? Јас лично не сакав да бидам кандидат за градоначалник. Јас го известив тогашниот председател на партијата Зоран Заев уште во февруари месец некаде или крај на јануари во 2021 година дека не сакам повторно да се кандидирам. Го известив практично 8 до 9 месеци пред самите избори, за да може партијата да најде соодветна замена и да изгради кадар кој што... А кои беа вашите причини? Моите причини се лични, едноставно јас повеќе не се пронаоѓав во таа работна средина и во таа работа. Првите, ќе бидам искрен, ова прв пат го зборам вака од Ајде, Да, нема проблем. Првите 2 до 2,5 години од мандатот си чувствував лично поголема енергија, поголем ентузијазам кај мене, кој имате енергија, имате ентузијазам, имате желба, имате бура на идеи во вашата глава, што да направиме, како да направиме. Во последните година дена од мандатот, дали е тоа резултат на... Се уште не можам во мојата глава да расчистам, дали е тоа резултат можеби на ковид. Ковидот ни ги смени приоритетите во општината. Ајде одиме на онлайн настава, ајде ќе дезинфицираме, ќе чистиме, не може да правиме големи настани, големи собири, нема доволен број на приходи во ковид и слично, има големи трошоци. Дали беше тоа, дали нешто друго? Лично се заситив од природата на работата, односно од темите кои што ти се секојдневие пред се комуналните проблеми и слично, и од тука сватив дека ќе биде тешко кога 4 години едноставно не сакаш тоа да го работиш лично, ќе биде тешко за тебе, а уште повеќе ќе биде тешко за граѓаните, кои што ако ти ја дадат довербата, практично заложници ќе бидат 4 години на градоначалник кој што нема да биде доволно мотивиран да ја работи таа работа. Мене ми изгласа 22.000 карпошани, тоа беше историски резултат во Карпош на било какви избори. Што создава одговорност, И создава одговорност, и јас тие луѓе не сакав да ги изиграм и да ги изневерам, да ме гласаат повторно, а да немам мотивација да работам. Причината беше целосно моја. Пак ќе кажам, ја користам прилика, бидејќи прв пат отворено зборуваме на оваа тема јавно. Во партијата имаше огромен број на притисоци за повторно да се кандидира. Богоев, вие сте произлегувате од подмладокот на СДСМ. Значи, со години сте активист на таа партија и така натаму. Председател 5 години. Председател 5 години, претходно бевте член на извршен одбор и секретар на владите во Карпош. Сега, имате една, како да кажам, автентична СДСМовска кариера и ја напуштивте општина Карпош, со новото раководство на СДСМ станавте подпредседател на СДСМ, но не сте дел од извршната власт. Зошто Стефан Богоев, за разлика нели од некои луѓе кои имаат многу помала километража во таа политичка партија, на министерски места, директорски позиции и така натаму, зошто Стефан Богоев остана само на Бихачка, но не и на Илинденска? Баш поради тоа. Целта беше тој што има
е млад, ама има најголема партиска километража да биде во партијата. Ние направивме една, морам да го признам тоа јавно, како партија круцијална грешка во минатото. Откако формиравме влада и ги превземавме мнозинството локални самоуправи во 2017 година, сите отидовме во некоја институција, велам отидовме, се вклучувам и јас, отидов во општина Карпош, претходно во собрание, окей, меѓутоа кога отидов во општината, таму имаш премногу обврски за да одговориш на било која друга партиска обврска. Сите заборавивме на клучната институција. Тоа е партијата. Партијата остана прилично запоставена се до враќањето на Љупчо Николовски од министер за земјоделие само во партија. Тоа беше еден така подобар чекор на партијата. Па пак се врати и после направивме повторно грешка која повторно отиде во централната власт, така да проценката беше нели. Зборуваме јавно до членовите, до поддржувачите и до граѓаните дека сме ја сватиле пораката од изборите зошто ги изгубивме локалните избори. Па една од пораките која што ја свативме е дека премногу ја оставивме партијата празна. И затоа одлучивме генералниот секретар Миле Зечевиќ 24/7 да биде у партија, сега 24/7 нормално, фигуративно, нели? Почна ВМРО Да биде редовно. Да спие човек. Да биде редовно само во партијата. Или 369 и така. Организациониот секретар Вангел Андревски да биде само во партијата и јас како подпредседател и одговорен во делот на аналитика и делумно во делот на медиумите да бидам присутен само во партијата. Можеме тука да полнеме со уште едно прашање, ова локална тема, што да правиме сега? Добро. На глава стои градоначалник тука. Зошто нема поранешни градоначалници, нели? Тоа јас мислам само за амбасадорите. Не за сите беше. Прашањето е зошто Стефан Богоев исто, ова е од кругови блиски, од кругови во Социјалдемократскиот сојуз. Зошто Стефан Богоев не беше исто така во барабанот за потенцијален кандидат за градоначалник на Скопје? Исто така. Чекај, си го има вундеркиндот. Внатре имало дебати дека можеби треба да се оди со ново решение. Од тоа го прашам ово. Добро, тогаш проценката беше прилично дека Петре Шилегов има најголеми шанси. Од друга страна, јас за лично мислам дека е логично ако не си доволно мотивиран за Карпош, не за Карпош, само дополнително поголема обврска навлекуваш, ако евентуално бидеш избран за градоначалник на Скопје, и тогаш ќе станеш нефер не само према карпошани, туку према сите Скопје. Добро. Значи ли се сума сумарум на овој муабет дека идниот ангажман на Стефан Богоев можеме да го очекуваме во централната власт? Се надевам, сега за сега мислам дека доволно беше од локалната. Па да, палката ти ја предавам сега. Ја преземам палката, напуштаме локална политика, доволно беше, и да, во право сте дека овие 100 дена се премногу мал период за да ги цениме градоначалниците. Па не се 100 дена, 7 месеци се. 7 месеци, да. Даниела Арцовска вчера имаше отчет за 7 месеци. За 7 месеци, но сепак ја мислам дека треба барем на пола да помине мандатот, за да може да видиме некакви резултати и да судиме. Сега може да судиме само врз база на шпекулации, а она што се гледа е дека има некои градоначалници кои работат многу повеќе кои не работат ништо. Има голем дел кои работат многу малку, а има и еден дел кои не работат ништо, прикажуваат дека работат многу. Само од искуство една кратка реченица. Кај граѓаните, медениот месец на градоначалникот трае максимум 6 месеци. После тие 6 месеци, граѓаните бараат тоа што си го ветил, и го бараат гласно, и го бараат. Значи веќе сме во зона кога завршиме денот. Ексклузивно ни откривте зошто не сте. Се уште ова е стварно последно, сега ми текна во однос на вашата позиција градоначалник. Вие веројатно не се сеќавам дека имавте некои големи скандали, но единствено како дамка го гледам оно што имавте подпишано договор со на Боки 13, тоа невладината организација. Како дојдовте во ситуација
дали општината влезе во некаков инвестицијски поход со Боки, се направили нешто, што се случуваше таму? Мак. Ние по социјални мрежи, по медиуми читавме, се гледаше дека вие сте комуницирали со Бојан. Тоа нема дилема, тоа него и јас не го крием, пријатели сме биле. Но што се случи, зошто го подпишавте тој меморандум и светате ли дека Боки можеби профитирал нешто од тоа? Вака. Јас во мојот мандат, да не ги набројувам и претходно мандатите од претходни градоначалници, може би имам подпишано 50 на меморандуми за соработка. Меморандум за соработка не е договор и не е обврзувачки. Меморандум е чисто имаме намера заедно нешто да направиме, што е од општа корист и ова го ставаме писмено. Дај Боки го зима меморандумот и дека е дали бизнесмен има најпари правни ми. последици меморандумот? Тоа е прашање. Не. Добро. Никакви окей. правни последици на меморандумот. Тој меморандум е општ и тој меморандум е ист како што имаме меморандум со Црвен крст, како што сме имале меморандум со низа на невладини организации. И сега што е поентата? Тој меморандум пред се беше подпишан затоа што требаше да се изработи регистар на општествено одговорни фирми кои што се декларираат како општествено одговорни фирми во општина Карпуш. Немаше никаква врска со дом за стари лица, земјиште или слично. И дополнително не само што нема предизвикано никакви правни последици тој меморандум, туку општината, јас го кажав тоа многу работи, нема ни покренато никаков чекор или изготвено било каков акт во насока на реализација на таква работа. Јас друго не знам што да кажам, таму воопшто ништо не е реализирано. Да, може би Боки го зимал тој документи од кај бизнисмени, еве, ај ја ќе градам. Се зборувало за можност да се прави и слично. Не се зборувало воопшто за кој да прави, бесплатно да биде, да се плати, како, да не како се плати. СДСМ си го дозволивте тој скандал поврзан со Боки 13. Мене уште не можам да си разјаснам себе си. Тој буквално со сите функционери, со сите градоначалници правеше нешто, подпишуваше, свиреше гитара. Како се доведовте во таква позиција? Бојан во тоа време правеше и прилично многу хуманитарни активности. И дел од тие биле и организирани и реализирани успешно со некои луѓе од партијата. А во голема партија има секаков вид на луѓе и тоа е тоа. Комуницираш со секакви. Добро, сега одиме на главната тема, може? Главната тема не, значи сега имаме до крај ивицу уште две теми. Ајде. Првата тема е Бугарија, историјата и евроинтеграциите, и последната тема е ова што вчера му се случуваше на ВМРО ДПМН. Богоев имаше едно чудно ветување во однос на нивниот штаб што ќе се прави и па одговорија и они, и тоа ќе го предискутираме, интересна тема е, но во однос на Бугарија. Кој е мислењето на Стефан Богоев за Ванчо Михајлов? Забораваме дека не слуша Бугарија, забораваме дека не слуша македонскиот народ. Идеме у етер, идеме нема. Интимно со себе. Стои Стефан Богоев. Интимно со цело Скопје. Му доаѓа темата Ванчо Михајлов. Искрено, кон себе, па и ви кон слушателите и гледачите. Што мислите вие за Ванчо Михајлов? Напротив, нека слуша и македонскиот народ и бугарскиот. Нема тука што да криеме, јас сум јавна личност, не може Добра. Да си гугам и да си шепкам по дома. Значи, тој е штетник на македонскиот народ и е крајно контраверзна и проблематична личност. Тука немам никаква дилема. Добро, како тоа го видовме писмото на министерката Дескуска? Добро. Кај што таа јасно кажува дека е против таква. Така. Како од таму стигневме до регистрација, стигневме до широк сокак. Ние од тогаш до денес само се обидуваме институционално да дознаеме и да имаме видиме барања до институциите. како на крај влегло тоа во централен регистар, затоа што доколку влегло без дозвола од Министерство за правда, без тапија, тоа е кривично дело. Ако не влегло тоа значи дека Бојан Маричи го издал тоа. Ние се уште не знаеме што се случило
се обидуваме институционално да го добиеме одговорот и не успеваме, Богоев. Еве ти као представник на владеачката СДСМ може би повеќе знаеш од нас. Министерството за правда нема ажуриран регистар на историски личности врз основа на кој што може да издаде или да не издаде дозвола за користење на одредено име. По моите информации, Министерството за правда не дава дозвола затоа што нема врз основа на што да ја даде или да не ја даде, односно се прогласува за ненадлежно дека не може да издаде. Тоа се моите информации. А од друга страна, со таков документ дека не може нема регистар и не може врз база на тој регистар на историски личности да даде одговор, врз база на тој одговор дека не може да даде одговор, Централниот регистар во Битола го впишува објектот. Тоа можеш Адолф Хитлер да регистрира фундација ако нема список. И овој центар и било кој друг контраверзен субјект кој што има контраверзно име, судот може комплетно да се покрене постапка и судот да го забрани комплетно. Кој суд? Надлежниот суд во Битола во случајот. Да, но и тоа не е некоја Чекај сега, значи нема правна тежина писмото на министерката, тоа знаеш? Јас не сум правник. Овие се информациите кои што Не, затоа што Маришич кога дојде за министер за правда, добро, кажал таму јасно и тоа излезе во медиуми дека нема под негов мандат да се регистрира ниту една невладина организација, здружение и така натаму кој што има во името Македонија, македонски и така натаму. Не, тоа се издаде документ. Документ излезе. Говориме за регистар на историски личности. Ова е друго. Ама без разлика се. Како да кажем, да, значи политичкиот момент тука нели го фаќаме сега. Македонски не може, Ванчо Михайлов може. Малку е, нели, и тоа бугарски. Абе види, Боцевски, ако навлегуваме се у политичкиот момент, ние се соочуваме периодов со перверзија од невидени размери. Дојде време, ВМРО ДПМН да го джигери, што би се рекло народски, и да го напаѓа Ванчо Михайлов и центарот. Мислам, како да ти кажам? Дали е тоа добро? Ма како да ти кажам, почесниот председател Гурово Груевски на отварање на спомен куќата во Штип, што кажува? Тука има и револуционери, меѓу кои тој Ванчо Михайлов, револуционеров. Ванчо Михайлов за Груевски, нели? Татко Мак, како го викаат они? Револуционеров. Добро, не види, ама во Ванчо Михайлов. Ама се види, ама перверзијата чекај, политички во музеот пак на македонската револуционерна борба, таму ги пишува оние црни петна. Боцевски, фашизмот, Анте Павелич, едно друго. Да ја гледаме големата слика. Ајде. Големата слика е дека да, се согласувам дека ова можеби е некаква иронија на историјата, тоа е иронија, перверзија е ова. Да. Но, сега ја малку ќе додам уште нешто на перверзија. Тоа е ВМРО ДПМН да го напаѓа Ванчо Михайлов и да бара ослободување на оној кој ја запалил вратата од клубот, а СДСМ, значи СДСМ, политичката партија која што е изградена на Сојузот на комунисти и на антифашистичката борба. Не, ја го гледам Оливер Спасовски вика итно у притвор ќе иде. Чеки. Значи, тука има тој став на СДСМ, Оливер Спасовски не доаѓа од Англија. Ниту Спасовски, ниту било кој од владата или од партијата го брани постоењето на клуб кој се вика Ванчо Михайлов. Тоа не е точно. Ама никој не го ни осуди, Стефан. Сите го осудивме. Како не? Не, ние како партија го осудивме отварањето на... Излезе премиерот да го брани врз основа на конвенција за човекови права на Советот на Европа. Цитираше членови. Ама и се согласува да се вика така ли? Па сега. Апсолутно. И Ковачев. Ама во него се правните механизми, чека сега. Вак, ама само што ти кажав дека правните механизми се во судот. Сега. Никој во СДС, нити во владата, не оправдува да се вика Ванчо Михайлов. Напротив, сите се согласуваме дека тој бил штетник на македонскиот народ. Па зошто постои тогаш таков клуб? Еве, 10 години го спомна ВМРО, ниту еден клуб не беше регистриран со Ванчо Михайлов. Ама беше со државни пари, спомен куќа во Штипско Новосело, направена кај што стои револуционерот според Груевски Ванчо Михайлов. Со државни пари македонски. Со пари на македонските граѓани финансиран
споменик фигура восочна на Ванчо Михајлов. Сега тука перверзијата е поголема. Добро, Вака. но сега. Значи никој од СДСМ влада не го брани, напротив, ставот кај сите е идентичен за кој е Ванчо Михајлов, ви го кажав и мојот, тој е став на партија. Па зошто им дозволивте на Бугарине да го отворат? Чекайте се. Дојде знате, премиерот на Бугарија, тоа е провокација. во твоето прашање измеша бранење на Ванчо Михајлов со подметнување пожар и палење. Добро. Ајде. Значи, јас не се согласувам да се вика Ванчо Михајлов, тој е штетник на македонскиот Добро. народ. Не се согласувам ни со перверзијата што ја прави сега ВМРО-ТПМН, но не сметам дека тие работи треба да се решаваат со физичка пресметка или со палење. Ако утре некој од слушателите наши или некој од нас се скара со девојка или со пријател, што треба да одам да му ја запалам куќата? Дано Богоев, ова не е девојка, овде се чувства. Вака. Овој народ, сега, значи добро. сега вака, овој народ има пострадано многу од фашистичката окупација. Сите ние во нашите семејства, веројатно и ти, и јас еклатантно, веројатно и Ивица, имаме одредена семејна трагедија што се случила за време на, еве ќе кажам јавно, бугарската фашистичка окупација на Македонија. Но, она што еве сега ќе ти направам паралела. Дали мислиш дека доколку му текне на некој будала и отвори во Ерусалим германски културен центар, не знам, Јозеф Гебел, сега да не го креаме нивото на Најверојатно не Хитлер. може да го отвори затоа што имаат регистр на историски Или бе личности рекавме во кои што Земун, ја Анте констатира Павелич, како Или во Земун, во Србија, некој да отвори, у Србија мислам исто немаат регистар. Ама Анте тие знаеш ли Павелич. ситуацијата со Радко клубот? Ама добро, Радко е друго. Не е друго. Значи, вака, Радко е друго. ај, вака. Спомнавме чувства се. Мене ми се повредени чувствата. Јас сметам дека бугарската страна здисува. Еве ти го кажувам јавно. Не ми е проблем. Конечно став имаме. Кој- Ја го кажувам пред Редо, себе. Редо, рајд. Да. Ајде. Се они имаат Браво. проблем дома. Гледаме вчера и се крига проблеми надвор. Дајте луѓе да седнеме, дај да се откочи држава да идеме напред. Вие тргнавте вие напред пред толку години, бевте сакаме да идеме и ние. Вие толку бевте конструктивни, заев излезе таму све прифати на сега, БГНС. вака. И така натаму. Па пак ништо. Југославија не раздели. Апсолутно И Југославија не раздели. Има За да се декларација против во- Југославија, мислам, Не, да, е стварно луѓе. не може да Срамотно биде е. сада само против Југославија. Па беше во беше. интервјута на Заев. Во оние што ги имаме декларација во собранието, тие се црвени линии, идентитет, јазик не се преговара така, а тука е чиста ситуацијата и тоа ќе се види. Се спомна чувство, се спомна палењето. Еве, вие сте сериозен медиум и сте пред се двајцата сериозни луѓе. Добре. Еве, ви давам и нафрлам една интересна работа. Проверете која агенција го обезбедува клубот Ванчо Михајлов. Агенцијата што го обезбедува клубот Ванчо Михајлов, во чија собственост е? Тој во чија собственост е агенцијата што го обезбедува клубот Ванчо Михајлов, со кого од основачите на клубот Ванчо Михајлов е во роднинска или во блиска релација, и проверете го семејното поврзување на Ламбе Алабаковски со такви или слични структури. Добро, сега ребуси се, ајде сега, не направи поентата, ајде се одговори ни. Ајде. Еве ќе истражите, ќе видите, или некои тие што не Да, а слушаат, чекај, сакате да кажете дека која агенција не знам, сега се не. Ама ај објасни ми како агенцијата се тргна, како нема обезбедување во тој момент кога се пали клубот. Зошто нема? Сакате да кажете дека Ламбе Лабаковски у соработка со овие од Не знам. Не знам. Има дилема. Еве и да јас кажав некои работи кои што може интересно да се проверат. Добро, ама види, да не одиме, искрено ти кажам, во рете ова, ќе го истражиме. Не, само да не биде И како... истражете каква средба имало 2 дена пред палење на клубот во Прилеп, кој што е соседен град на Добро. Битола. И кој бил на таа средба, дали имало и луѓе од 27 април кои што успеа да не бидат во затвор. Дали имало некои високи функционери, државни и политички. Еве, Стојан Чангелов беше И пробајте, може би тоа ќе го поврзете некако со целата ситуација. Чекај, државни? Државни функции? Поранешни, државни и А, поранешни, добро, окей. Стојан Чангелов беше овде пред вас
Тој вели дека да, ово што го направил Ламбе треба да одговара, иако го разбира Види, Златев, емоционалниот остае дел. одговорност, не е начин. Но- Мене не ми се допаѓа Ванчо Михайловски. Дали 8 дена е притвор за палење на врата? Не навлагам, соодветно. тоа може и не требало да го има. Може и не требало да го има. Ќе кажам друго. Од страна на мајка ми, фамилијата ми е од Битол. Од битолско генимале. На дедо ми, 5 браќа и сестра, сите со нивните поколенија се останати во Битола. Ја имам огромна фамилија во Битол. Нити нив, нити мене, ни се допаѓа да има клуб Ванчо Михајлов во Битол. Ама не е начин тоа што не ти се допаѓа или не се согласуваш Да се да запали. го решаваш Да. со палење. Добро, ама значи Утре некој тебе ќе ти запали Чекай, ќе има нешто, ли мене ќе ми институционална запали акција? нешто. Ама Добро. на председателот Иванов ќе му запали нешто. Така, ама и таму имаш одговорност. Ама немаше притвор. Немаше притвор, да, имаше Не, не, одговорност. чекай, не, само една сакам да кажам. Например, Ама добро. Стојанче беше искрен. Ама Го сега прашавме види, тогаш ВМРО за беше на реакцијата власт, на тој не се Петков. кривеше, чекай, не ги стави Го луѓе. прашуваме за реакцијата на Петков кај што го поздрави тој чин. Не зашто прашуваме, прашуваме зашто прозвуче како владата, посебно министрот Спасовски, да го прави некој чин да му се допадне на Петков. И Лабаковски завршува притвор за тоа Апла беше Петков така. да го поздрави. Ај сега И да- тоа малку знаеш, Окей, од нели? друга страна. Стојанче Ако- беше категорично рече дека не му се допадна изјавата на Петков. Дело од она што ти го кажа, Бугарија здисува. Вака. Ако Спасовски има вара, не го пронајде се уште сторителот, Се согласуваме. тогаш ќе беа неспособни, Се согласуваме. не ве бива, не Се можете согласуваме. еден пироман Се да согласуваме. најдете. И Тоа е едно Се од согласувам. проклетијата да па, се биде на ама, власт. затоа велам. Зна- Значи, не може да го обвиниме МВР дека си ја сработело работата и го фатило човекот кој што предизвикал општа опасност и не дај Боже можел да запали куќи или луѓе. Јасно, но Тоа е ефикасност на полицијата. што правиме со изјавата на И Петков? сега ако политичар од друга држава, во случајов Петков, го поздравува тоа и сега Спасовски ни е крив зашто си ја завршил работата. Добра, не е така. нели е, Не е така. нели е лошо? Не. Лошо звучи контекстот, тоа го Па е кажам. сега да му кажеме на Петков, немој да кажеш тоа. Јас ќе ви кажам една работа што е проблематична во целиот процес со Бугарија според мене. Ајде. Ние како влада и СДСМ како партија, прашањето со Бугарија не го користи да билда национализам и да билда политички рейтинг во државата. Зашто тоа е неодговорно према иднијата на државата. А тоа можеме лесно да го направиме. Јас сега можам овде да ја искористам вашата гледаност и слушаност и еден по еден партал да ги направам Добра, ама бугарските кажа политичари и да добијам рейтинг. Стефан, не е тоа. не, ама сега кажа извини. став кој што види, кој што А ние го бугарската поздравивме, види. страна, бугарската Јасно. страна во континуитет го користи спорот со Македонија за да билда политички поени внатре. Тоа го правеше и Каракачанов, тоа го правеше и не знам, Да, но Слави тоа е Трифонов. Ама и Петков го прави се. Па затоа велам. Значи треба таа страна да се воздржи Бугарија. од билдање на политички Бугарија. поени Но дома. делува дека Бугарија. никој не го штити македонскиот народ. Ти го Бугарија, Не, не, да се Епа, разбереме. добро, Бугарија. кажа се, добро. До сега извинувам. ќе имавме договор ако не го Се штитеше извинувам. така. Делува извинувам. така. Се Населението извинувам. Зошто? болно реагира. на Остави, ова. Што е дадено, што е продадено. Остави дали делува така. Богоев, извини. Добро. Вие како СДСМ, круцијално во последната ваша програма, на последните парламентарни избори, после кои успеавте да составите влада, кој резултатот нели беше тесен, ви беше дека Македонија ќе почне преговори, ќе стане дел од Европската унија. Ќе се согласиме до тука, така? Добро. Че вие сте партија која буквално на кој министер, на кој преска и да пуштиш сегде само тоа слушаш европска интеграција, преговори, ќе почнеме вака, ќе биде така, ќе биде. Бугарија веројатно поучена од тоа што нели Македонија ете направи компромис со соседна Грција, се смени името, почнавме преговори, се повампири и едноставно го искористи овој процес за се радикализираше уште повеќе. Подолго време кај нив, например, за време на Бојко Борисов, до крајот, додека не се заврши Преспанскиот договор, во Бугарија за Македонија не се зборуваше многу. Помина Преспанскиот договор и Бугарија веднаш Македонија ја стави на пиедесталот, влади паѓаат и се Декларација создава во собрание едногласно. Декларација во собрание донесува и така натаму. Едногласно. Зарем не сваќате дека во овој момент ние се наоѓаме со Бугарија во една безизлезна ситуација. И кога, каде е црвената линија на вас како политичка партија да речете луѓе, ова веќе нема шанси, дај да бараме друго чаре,
дај да се молиме на некои луѓе да ги притиснат Бугариве некако да се стигне до решение. Каде ви е црвената линија? Затоа што ова продолжува. Ти сакаш да преговараш со Бугарија, окей, во ред, сакате Европска унија. Седнуваш, комисија се прави, ова се прави. На било кое од овие прашање секогаш работите кочат и кочат кај Бугарија, не кочат кај нас. Нашиве се еве подготвени си искачат. Пак ќе спомнам примерот со Заев со Бъганес. Заев тоа на Бъганес го направи луд потек според мене, ти да кажеш дека Југославија не разделила, дека сме същи народ и така натаму. Он го направи веројатно мислејќи дека позитивно ќе влијае на одблокирање на евроинтеграцијата. Кога вие ќе сватите дека не може да се разберете таму? Пак. Не може стратешки процес за државата. Ние имаме стратешка определба како држава, тоа не е апсолутно. Од вчера Боцевски бил висок функционер Владимир знае, тоа си е стратешка определба од самостојност дека ние одиме кон НАТО и кон Европската унија, се стремиме како држава да се интегрираме таму. Јасно. И се смениле влади, се смениле министри, премиери, определбата останала да се оди таму. Не може вие да пресечете со нож, веќе не преговараме ништо. Ние можеме преговорите да бидат во пета, четврта, трета, втора, во прва брзина или да бидат во лер. Јасно. Поентата е, црвените линии се исцртани во собрание, Дека тоа е и по тоа се води така. Чекај, Стефан, може ли конкретно е? Резолуцијата е црвена линија за СДСМ, за владата на Ковачевски? Да. Нема отстапување. Знаеш зашто прашуваме? Често се случува, знаеш, дури и тука ни биле аналитичари, луѓе кои што ги бранат идеите на владата. И тие малку тоа го релативизираат. Тоа е изгласувано во собрание од пратеници на СДСМ меѓу другите. Добро, ама 2008 исто имавме една резолуција што се изгази со Преспанскиот договор. И тој се изгласа во собранието. Тој имаше референдум. Ама добро, ама резолуцијава што се прекрши. Не, сакам да ти кажам, ако нешто треба да промениш и отстапиш од нешто, пак тоа треба да оди во собрание. Добро, ама ќе се отстапува од оваа резолуција? Не. Добро. Апсолутно тоа се. Велите дека нема да отстапите од резолуцијата. Еве ќе ви го памтиме зборот денес 6-9 го памтиме зборот, вие сте млад полит... ти амерички го кажа. Да, па така ми е лаптопот сетиран. Не, ај вака сам. Ако ти амерички ќе оставиме да се докажеш во однос на ова. Меѓутоа, Петков вчера вели дека е направен пробив во разговорите и дека пробивот е во тој дел дека првата меѓувладина конференција, значи преговорите, ќе почнат откако ќе се промени македонскиот устав. Тоа значи дека од сега па некои 9 месеци, ако пристапи Македонија кон промена на уставот. Тоа мислам дека за брзо ќе го каже МНР, ако не и денес, ќе даде одговор на тоа. Јас го знам одговорот што го дала нашата страна, меѓутоа дека вие не прифаќате? МНР ќе си го одговори тоа, јас не можам да го одговорам, бидејќи сум партиски представник и имам информација. Јасно, добро. Одговорот не можам да го кажам. ВМРО се жалат дека немам... за разговорите ќе се запрени веројатно. Во јуни нема датум. Ќе си каже МНР. Добро, окей. Го чекаме Бујар Османи да се јави. ВМРО-ДПМН, подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски беше на вашето столче сега кај што седите пред Вадена и ни рече дека за прв пат во историјата од кога он помни ВМРО-ДПМН и СДСМ немаат никаква комуникација во овој момент. Се пожала дека владата не ги информира како партија ниту за безбедносните состојби, ниту за овие преговори во надворешната политика, но и дека со СДСМ партиски на ниво ВМРО-ДПМН СДСМ не постои никаква комуникација. Тоа ќе се согласиме е неприродно за една демократска земја. Се сеќаваме, добро, можеби кога се расправаа Бранко и Груевски па ги седнуваа на оние договори. Имаш и тогаш. Но сепак радикалната разлика меѓу двете најголеми македонски политички партии би требало според вас да биде вака, да се затиши, да нема никаква комуникација? Јас не знам каква комуникација имале предходно, не би можел да кажам. Ми е нелогично да нема никаква комуникација, бидејќи прво имаме наши представници заеднички во работната група за изборниот законник и изборниот модел. Тука ни кажа дека наводно и представникот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски подпредседателот, меѓутоа и имавме разговор брифинг со председателот на Социјалистичката партија на Македонија, најголем партнер на ВМРО, со најголеми советници,
и ВМРО ДПМН и Социјалистичката партија на Македонија велат дека не биле поканети од Тупанчевски и дека таа работна група не постои. Не постои. Постои, најверојатно ќе имаат средба некоја, па пред средбата ќе ги поканат сигурно. Таму треба да има комуникација, собранието има секојдневна комуникација, тоа е нормално. А како вид на комуникација имало претходно што сега исчезнала, ќе треба да Јас имам комуникација со луѓе Не од сме да затвориме дека не ги прашаш овие прашањата Околу што? околу размената што имаше со СДСМ За која размена? за Белата палата. Да. Вие рековте дека вчера судот донесе една одлука, се уште не е правосилна, нели, правостепена, така што нема од ВМРО ДПМН да ги иселат веројатно во наредните неколку месеци, сега судовите затварат, но сепак донесена е одлука Лапе, обвинителот, побара да се одземе штабот на ВМРО ДПМН поради наводното, нели, финансирање на партијата, дека бил купен со некакви на некаков незаконски начин, иако исто тој Лапе, да речеме, кај Мијалков беше обвинител, не знам зашто не му го заплени на Мијалков хотелот. Сигурно со 1000 евра плата чест на него купил, али добро, тоа е за обвинителот Лапе, не е за Богоев. Вие имавте програмска определба своевремено дека од штабот на ВМРО ДПМН ќе направите студентски дом. Вчера се пофаливте на Фейсбук дека еве полека се движат натаму работите. Ама да не излезе и ова као со бројчаникот. Што го имавме, постои, се сеќавате се да само вети, нели, бројчаник на конфискувано се што ќе се конфискува. Ја ги гледам олигарси уште побогати станаа, ништо не им фали, на никој не му конфискува. Сеат Кочан каде? Во притворе. Орце Камчев каде? Орце во Охрид. Он е во отворено оделење. И излези во затвор. Да, се правосилна пресуда. Ама сепак може платени пари. Да. Како штета. Така. Да, но сепак денес Орце Камчев со сите тие работи може да дојде да не купи нас, вас као партија си се партали и ВМРО ДПМН и влакно да не му фали. Не знам дали е тоа. Бројчаникот него видовме, ние уште го чекаме. Еве ја лет можам да донирам. Тоа е символика. Бројчаникот де факто Камчев вратил пари и де факто Сеат Кочан вратил пари. Од друга страна, моето не е тоа ветување изборно, тоа е извадок од дискусија на пратенички прашања која бев пратеник во собрание, кај што предлагам Јанкуловска и Канчевска Милевска да отидат да спијат во студентски дом, а студентиве да си ја превземат Белата палата, таа да им биде студентски дом, како полуксузно место, дека се, нели, заслужни студентите малце ги мотивираме да останат тука. Мислам дека е скандалозно што вчера Мицковски вели, ние сме ВМРО е луѓето, не е имотот и слично, и ова не е ништо ново. Бидејќи меѓународни организации и медиуми пишуваа пред години и години дека ВМРО ДПМН е најбогатата политичка партија по имот во Европа, во цела Европа. И практично ова е само резултат како е дојдено до таа партија да биде најбогата. Не може да купите не знам колку десетици, малте не стига до стотици деловни простории како партија на власт. Од каде се тие пари? Тоа беше јасно уште во тоа време. Палата се изреи толкава, позади хотел се изреи, па овој ќе оградил хотелот, а нас ќе ни ја даел палатата за бесплатно, значи секој што бил дел од имал допир со вакви работи, дали од аспект на бизнисмен или од аспект на градоначалник, како ја што бев, знае дека тоа не оди така и дека тука е многу... Ама Минчо на суд застанал зад ВМРО, рекол дека не се чувствува оштетен, баш профит направил. Добро, ако каже дека дал, така тоа беше поттикнувач. Нели? Да, веројатно и тоа е кривично дел, но Богоев, ќе те прекинам само кратко. Поентата ми е, се знаеше, цела Европа пишуваше и зборуваше за најбогатата партија ВМРО ДПМН, сите знаевме дека е сомнително стекнато тоа и еве дојде време тоа да се ефектуира и да се реализира. Вчера, кога нели после вакви работи, ние новинарите се јавуваме да земеме изјави од засегнатите страни
И се јавив кај еден висок функционер на ВМРО ДПМН и он ми вели, па шо ќе ти давам изјава? Викам, добро, нема ли вие жестоко нешто да реагирате на ова? И тој вели, па видете, ова не е, вика, некое дело кое го сторило нашето раководство, ние сме нов тим, тие што правиле претходно, тоа беше првиот аргумент, не ни е тоа, како се вика, не ни е тоа битно, ако сакаат нека земат, нека носат, дури уште повеќе ќе ни направат нели услуга. Второто беше дека тие практично за село да го реализираат, земале кредит од Комерцијална банка АД Скопје и вели баш вредноста која има проценителот во ова кривично дело, во оваа постапка е иста со вредноста на кредитот кој ние го имаме земено и се уште го должиме и баш пред да ни го замрзнат, ние сакавме да го продадеме, еве ексклузивно, тоа ми го кажа, да го продадеме штабот за да можеме да го вратиме тој кредит. И сега вика не зафркна, ама нема веќе ќе се извадиме. Добро, тоа е на ВМРО ДПМН ставот. Зарем мислите дека било кој судија во светов и обвинител на таков факт земав толку пари за да го направам тоа, ќе му рече не ти се од таму парите, од таму ти се. Мислам, тоа е, мислам, ајде да почекаме до бекап варијанта. Од ВМРО ви одговор вчера за зградата конфискација велат да, но тие поддржуваат и вашиот штаб да стане затоа што порано бил на Министерство за образование и наука во време на комунизм. Тоа е добиено преку суд, правен наследник си е партијата, нема никаква врска со незаконитост. Добро, и тука има приказни, знаеш, околу... Нема таму никаква незаконитост, како што има овде, и нешто е изградена тулкава палата и гледате дека 20 на градови се купени имоти со црни пари, туку и опремувано внатре со плочки од 100.000 евра, мермер на каминот од 10.000 евра. Тој е каминот познат кај што нели она популарна слика Мицковски и Груевски кај што седат на две фотели, тука има камин, тој камин е 20.000 евра. Тој камин е 20.000 евра. Па баш кичесто ми изгледа тој камин. И слики од не знам колку, мада еве нели во судската одлука вика слики имоти тоа внатре не се запленува, така да ќе може кој ќе се преместат во друго партиско седиште, скапите лустери, плочки... Да, но без разлика, види, знаеш што е проблемот, само една работа. Без разлика, види, партија со замрзнат имот победи на локални избори. Знаете, тоа е... Значи гласачите... Не, ама не е целта сега ова да... Не, види, да биде функција на политика за да изгуби. Не, сакаме... Тоа е одговорност и кривична. Ама не, многумина така го толкува, знаеш, дека ова е политичка пресметка. Дали сметате дека во демократско општество дали избегува студентите од Универзитет Свети Кирил и Методи кои што бараат да се направи студентски дом, не излезе за партиски подмладок, туку излегува студентски организација. Вашето прашање тогаш што се однесува на тогашната министерка за култура и тогашнијата министерка за внатрешни работи и вице-премиерка, можеме сега да го упатиме до вице-премиерката од СДСМ и до министерката од култура. И тие може да отидат во студентски дом во соба. Исти се условите кои што беа и тогаш, за жал. И што да дадат за возврат? За возврат еве, зградата може да се даде на Бихачка? Па да. Па таму кај нас се условите можеби реновираше малку се заед. Како во студентски дом. Да. Не дека се некоја класа дали поголе. сметате дека е Поентата важно? беше студенти додат во седиште на ВМРО да Не, а нели поентата е да имаат Кај нас е скромно, поентата е студентите да имаат пристоен простор. Дали сметате дека е Пристојноста на Бихачка како седиште е иста со студентскиот. Мислам дека е попристоен. Дали од друга страна ВМРО е луксузна. дали сметате дека далеку политичките попристоен. партии треба да имаат еднакви услови? За кога почнуваат, нели? Во демократската трка, па еднакви услови да имаат сите. Ја на политички партии би им забранил да поседуваат имот. Би им забранил да се рекламираат по телевизии. Ако вие сте политички чинители, Многу радикално. Не, ама тоа е важно за демократијата, затоа што концентрацијата на имот. Еве сега, СДСМ, ние сме правен наследник на комунистите, добро, кој им го платил тоа на комунистите? Македонскиот народ. Океј. Еве сега имаме штабови низ цела Македонија, наши се. Социјалистичка партија исто има од тој колач земено на комунистичката партија, па после они си ги имаат дел и продавано, Ние на многу малку места низ градовите имаме наш простор. И профитира. Секаде сме под кирија. Потоа политичките партии имате имот во поголемите градови, сегде имате штаб кој е ваш имот. Сегде нема. Политичките партии, Доминантно е. ако сте ви организации кои работат на
политичка програма за државата имото треба да ви биде Не, секундарно. ма, ово што според кажа мене. Лјупче во Британија, например, Да. е забрането рекламирање на електронски медиуми. На било какви И на медиуми. дури вклучително и Facebook. Значи само врата на врата постери Така. и има договорени спотови, еден во цела кампања. Не е лоша идејата, Тоа е не. Тоа е одлична идеја за едно општество затоа што Нема да им се допадне на медиумите. ама па ова па сега на шо личи. Еве Слушам, јас како слушам. медиум кој е дел од изборниот Слушам. процес, медиум кој е дел од изборниот процес. Сега вас или ќе истурите вие грдо пари, што на крај како бе политичка партија ќе работи пари освен со корупција? Како? Не. Или Партиите сега се финансираат сериозно од централниот буџет. да, од Сериозно. централниот буџет или од државата, па сега со наши пари што ви плаќам данок, вие ќе се рекламирате по телевизија, па и тоа не е фер. Се информираат граѓаните Зашто? какви им се опциите за гласање, што нуди Боцевски, што нуди Богој, Кој- што нуди Златев. Па, Може тој од врата на врата, нели? Може, па може собири и така натаму. Па и Добро, така е Ова најприродно, тоа и нели? секако се прави. Така ние е правиме неприродно. германизација на општеството само уште на крајот кога последен пат си има Стефан Богоев, еве прашува еден гледач видено со Зоран Заев. Со Зоран Заев последен пат си имам видено дента кога Ковачевски стана председател. Ви забрани после по Ковачевски да се гледате? Не. Далеку од тоа ми си пишавме со Заев, си го честитавме роденденот на партијата пред известно време, а последен пат тогаш сме се виделе и во контакт сме, мислам, имаме супер нормална релација, меѓутоа не сме се виделе. Има еден мит дека Заев позадински се уште ја контролира СДСМ, се уште ја контролира чекај, владата. сега имаме тука преку ресторанот. Во концепт затоа добро. што Вила Парк во моментов се реновирала. Како СДСМ ќе одговори на оваа шпекулација? Нема врска никаква. Мислам, Заев воопшто не се меша во ништо во партијата, практично од позиција на премиер си отиде човекот. Ретко се случува таква работа, да не речам никогаш. И достапен е кога и да ти треба мислење, идеја, совет, е достапен. А тој да се меша и тој да диктира и да наметнува, Да, воопшто не е. вчера точно. виде дека заедно со неговиот брат направиле фондација, така што Да, се зборува дека тоа е подготовка за председателските избори. И мене, ако ме 2024. прашате, тоа е добра работа, затоа што Председателските избори или- Не. Последен пат тоа Лјупчо Георгиевски активност. го прави Да, со да. благовестие. Имаме Отидовме. многу поранешни премиери и председатели кои што по завршување на мандатите ги снемува. Значи, ова е супер што поранешен премиер има активност и сака да помага и нешто да биде општествено активен. Мислам дека тоа е прилично позитивна работа. На запад секаде е тоа пракса. Знаете, и тие кои ќе завршат со позиција и јавна функција, Гледам председатели и многу премиери. коментари има од луѓе од Лично работа. СДСМ. Кај нас, еве ве молам ставите лайк на Радио Лидер и субскрайб на нашиот канал на YouTube, затоа што прв пат пробиваме кон оваа публика вака позначително. Обично има тука Значи ви и- заврши правото. има тоа ние се бориме за секој плюс гледач. Интернационалот уште е химна на СДСМ? Не. Не. Добро, Или е што химна од Владко Стефановски. Ама чекай, не е Абре интернационалата? Македонче име А не е ли интернационалата е на... не, ниф име Абре Македонче урок верзија. Значи. Така е? Па тоа е Абре Македонче од Владко Стефановски. Лично не. Ке ти ја испратам ќе. Да. Уште ова Богоев. Добро, не знаеш за ова. Ја мислам дека уште е очигледно интернационалата. е Добро. дека очигледно е дека држава ќе има сериозни предизвици, особено од есен натаму со енергетскава криза, војната во Украина, економијата е во се држи на апарати. Сите, еве, имавме протести, имавме штрајкови на работниците. Дали СДСМ се подпира на тоа дека може да најде решение за економските предизвици на оваа земја? Економијата ќе се согласиме, еве, ВМРО би рекле поради недомакинското работење на СДСМ би рекла поради меѓународните услови, но во реалноста е дека е катастрофа. И многу е тешко денес да се обстои. Вие сакате да продадете некаков пиар дека еве сега пораснала просечната плата, што е точно, ама колку кила гориво може да се купи со таа просечна плата? Па ако споредите со леп,
пред 15 години повеќе леп може да се купи сега со просечно и со минимално отколку тогаш. Со брашното видов дека е 2:1 тогаш повеќе, исто и со горивото. Мада горивото е флуктуирачка берзанска работа. Добра, се да не фаќаме кусур. Како ќе се справуваме со кризата? Така, Кој е да вашиот затвориме. план? Што ќе Прво правите? се така да работи затвориме. на нови мерки, кои што дел од мерките не застана и продолжуваат. Се работи и на нови мерки кои што ќе влезат во функција веднаш што ќе бидат завршени. И од друга страна зборуваме за директни мерки. Имаме и ситуација во која што економски оператори и маркети драстично неосновано ги зголемија радикално цените преку ноќ и тука инспекции веќе истражуваат и мислам дека ќе има и јавна објава и податок за таа ситуација. И од друга страна индиректни мерки се она што го спомна и Златев, покачувањето на минималната плата на историски највисоко ниво и покачувањето на пензијата и плюс додатокот 3-месечен по 1000 денари за пензионерите се индиректни мерки. За тие не се кажува дека се еве баш за кризава сега, меѓутоа се приход во семејниот буџет на граѓаните во кризни времиња за да може да имаат покомотна ситуација. Ситуацијата е тешка, ситуацијата ќе продолжи да биде тешка. Проблемот првенствено доаѓа од меѓународната енергетска криза која што се продлабочи поради воениот конфликт и судир во Украина кој што се случува во моментов. И сметам дека поради тоа поскапе струја, поскапе нафта, поскапе газ, кои што се влезни енергенси во производството и дистрибуцијата на било што и од тука спиралната инфлаторната спирала се покренува и поскапуваат сите работи. Меѓутоа, смешно ми е од друга страна, морам да го прокоментирам, смешно ми е од друга страна каква реакција имаше ВМРО ДПМН и кога се донесоа мерките, дека тоа се катастрофални мерки, нема да помогнат, не чинат. Кога запреа мерките, имаше панична реакција од ВМРО ДПМН, дајте повторно мерки, зошто ги нема мерките. Опозиција се, тоа им е работа. Ама, работа им е да бидат гласни и да критикуваат, тука немам дилема. Јас сум бил таков во опозиција, опозицијски пратеник сум бил. Ама не можеш да бидеш лицемерен до тој степен. Мерките не чинат, по неколку месеци врати ги мерките, добри се. Ванчо Михајлов е револуционер, по некоја година Ванчо Михајлов не СДСМ го донесе. Мислам, малце да Добро, бидеме... и за системот за инвестиции имаше такво свртување кај СДСМ, од ништо не чини до тоа е моделот. Така, добро, окей, признам. Нели? Така што, али добро, во ред. Окей. Се што оди во напредок на државата треба да го поздравиме. Мора да помине некоја година да се заборави. Да, ама не, радува ова, види, радува ова што имаме види. Ние констатиравме 20-та една работа и сега ги провоцираме сите кои што доаѓаат тука. Спонтано се формира еден консензус барем околу ова прашање во Бугарија. Така. Можеме ли на тоа да градиме некои чекори? Не е само спонтаното и формално во собранието. Не, меѓутоа еве и спонтано низ дебатата тоа врви, така многу никој не го работи во спорува. собранието заедно сте ги Да. гласале, ама вештачки се. Да. Не ги сакаат Да. луѓе. А ова е народно Ова прифатено. заживува. Може ли ова да биде еве основа некога да се сретнеме? Зашто факт е, по 2017, по 27 април, посебно по Преспанскиот договор, се скрши македонското национално ткиво. Факт е тоа. Одговорноста на двете најголеми партии некаде да се споиме. Можеме ли бар на оваа точка еве да искористиме да зачекориме заедно? Да лабоко пробивме со нашиот денешен Еве гостин. Се надевам дека може. Само Добро. што ова прашање. И За танго завршуваме. се потребни двајца. Точно. Гледаме состојбата на распределбата на силите во владата и не е необјективно, многу е објективно да се каже дека имаме една огромна сила концентрирана во раците на Демократската унија за интеграција. Економските министерства, Министерство за економија, Министерство за финансии, вице-премиери, значи дуи во моментов е навистина, иако колку ни пола нема, многу малку, многу помалку 15 пратеници има, има и пратеници од СДСМ, но Четвртина. малте не пола се која се распределени во министерства и не само тоа, најзначајни економскито нешто се многу значајни министерства има во раците на ДУИ. Од друга страна можеме на секој сегде може да видиме самоволие,
на јавни настапи не признаваат држава, македонци не може да ставаат градоначалник у Гостивар и такви работи, се работи за една партија која има таква радикална реторика. Вие не сакавте со ДУИ да правите влада на почетокот, која нели го срушивте ВМРО ДПМН, но некако ви се наметна како партнер. Дали СДСМ влада е воопшто со држава? Тоа сакам да ви го поставам како праш. Влада е СДСМ апсолутно со држава. А кој влада е повеќе, Ковачевски или Ахмети? Нормално е како Ковачевски. Ако СДСМ влада е со државата, не може Ахмети да биде повлијателен од Ковачевски. Практично, кој колку освоил пратеници и добил поддршка од граѓаните, толку после тоа го ефектуира како ресори Ама владава вака кој по владата. да крене телефон и да им каже од друга прави страна, ова. јас ги спомнавте, јас не би рекол дека се нестручни или дека не се компетентни за позицијата која што ја обавуваат Крешник Бектеши и Фатмир Бесими. Напротив, мислам дека се тоа едни од најквалитетните луѓе во ДУИ кои што некогаш биле во демократската Добро, а реториката за интеграција. вжештена која што доаѓа од ДУИ по некој. Абе не види, мислиме на онаа изјава на Артан Груби пред вториот круг во Кичево, кога рече дека во Кичево не сме македонец да биде градоначалник затоа што Добро, Кичево тоа е е изборен воен фолклор. плен од 2001 година. Тоа е изборен фолклор и тоа е не неколку чекори, неколку километри зад изборен фолклор. Нема се. Видете, Види, во време на избори и политичка кампања често пати се Артан Груби како премиер, како втор премиер се понашува. Не, добро, види, мислам дека треба да се осуди таква една изјава која ќе се каже не може во Македонија од некоја етничка заедница да биде некој градоначалник. Па во Кичево за малку не беше македонец. Да, јасно. Мора да може Да, да беше. тоа е како да рече се некоја партија не може во Скопје албанец да биде градоначалник. Богоев, Па ќе се наредиме сите, ти нели? благодариме за твоето Јас. гостување ово утро, пробивме многу. Се надеваме дека и почесто вака ќе ни доаѓаат луѓе од СДСМ. Нели сакаше Миле Не Зечевич? јадеме ние живи Не, луѓе. Миле Зечевич нели го сакаш ти како Да, вака? Миле Зечевич би ми бил одличен Еве, гостин. имаш А може врска сега и да лајфстайл апелираш. емисија со него да направиме. Знаеш дека на Момировски му е школски од средно? Не знаеш? На Горан Момировски, да. Па ние постојано го зафркаваме Момировски дека он е воден од невидливата рака на Миле Зечевич. Па ако е на Миле Билива. Со што се соочуваме? Јас сакам сериозно, сака наутро види со што се соочуваме. Сериозноста губи македонското општество, сериозноста направи сите да се мразиме и не почитуваме помеѓу себе. Македонското општество треба да биде изградено на вредности, на достоинство и на чест. За жал, тоа третото само декларативно го има, затоа што некако како ќе ми дојдат на власт, сите прво што одлучуваат за пари. Гледајте добра серија на Netflix, мислам дека и Канал 5 ја дава, се вика Слуга народу, во која главен лик е Зеленски. И гледајќи го тој фолклор, тој начин на функционирање на украинската политика и украинското општество, пресликан преку серијата на Зеленски, во многу наврати ќе видите и Македонија. Денес е 9.6.2022 година, јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски, техничката реализација на Димитар Митровски и Горан Лазаровски. Ви благодариме за огромната гледаност и слушаност ово утро.